Струмица представува една од најурбаните средини во нашата земја. Локалната власт е насочена кон модернизирање на сообраќајната инфраструктура, еколошки здрава и чиста средина, атрактивна и привлечна туристичка дестинација за секој посетител. Во Струмица има поднесено доста барање за легализација, популарно кажано, она што се движи согласно важечките закони кои што нашата држава претходно ги беше усвоила, така да отприлика имам некои сознања дека отприлика околу 13.000, над 13.000 барања вакви се поднесени до нашите органи, до нашите институции, од кои еден добар дел се комплетирани, повеќе од 7.700 се комплетирани, од тие комплетирани половината, повеќе од половината, над 3.700 ми се чини, се позитивно решени, се добиени решења за легализација. Останатите се во тек и околу 5.000 и нешто барања се негативно одговорени, затоа што не се комплетни документите кои што биле доставени. Нашите служби работат секојдневно на тие проблематики, се со цел да ги удоволат барањата на граѓаните согласно нивните законски права што ги имаат. Деталните урбанистички планови и урбанизирањето на нашиот град се движи паралелно со тоа. Со тоа сакаме секако, како и сите други општини, верувам, да создадеме услови за урбано развивање на општината, на некој начин да обесхрабриме бесправно градење, да ги ставиме градбите во некои законски рамки, онака како што е предвидено согласно урбанистичките правила за едно урбано живење. И тука исто така имаме доста постигнато во текот на оваа година. Во урбаната градска средина имаме околу 9 детални урбанистички планови кои што се или усвоени, или се пред усвојување, или се во завршна фаза во рамките на Министерството за транспорт и врски за одобрување, така да тие се прилично известни. Паралелно со тоа во населените места, повеќе од 9 населени места, исто детални урбанистички планови, кои што се во различна фаза на усвојување, меѓутоа се движат и кои што во најскоро време ќе бидат ставени во функција на подобар изглед на нашата општина. Продолжува и обновување на вертикалната сигнализација во општина Струмица на повеќе локации? Да. Се со цел за побезбеден сообраќај, побезбедни пешаци, побезбеден град. Тоа е исто така една од активностите која што се движи секојдневно, би кажал. Ги обновуваме и вертикалната и хоризонталната сигнализација редовно. Мислам дека прилично добро, успешно е тоа направено. Се разбира дека секој град од ваков обем, како што е општина Струмица, има дополнителни предизвици за кои сме свесни и за кои редовно со службите разговараме како би можеле некои од овие тесни грла или проблематични места во нашиот град да ги решиме. Внимателно ги решаваме, бидејќи од тоа зависи и какви решенија ќе имаме, меѓутоа мислам дека и таа е една активност која со успех ја води. Тоа значи дека има дополнителни сообраќајни решенија во наредниот период? Има сообраќајни решенја дополнителни, има доста амбициозни, визионерски би рекол проекти кои што еве ги завршивме. Тука проекти кои што ги најавувавме и во нашата изборна програма, еве и кои што ни стојат како една обврска која што сме ја ветиле. Пред се вакви сообраќајни решенја за растеретување на централниот дел од градот кој што е прилично оптоварен со сообраќај. Наоѓаме некои решенја познати вака локално, да речеме сообраќајница покрај така наречениот кај нас познат Свети Илијски порој, кој што и како канал, како регулирање на водни корита и на водни надојдување од разни непогоди. Покрај тоа што тоа го регулира и две сообраќајници паралелно со него, кои што би требало еден нов дел од градот, кој што еве
пред нашите очи никне и каде што има доста голем капацитет на примање на наши сограѓани кои што имат таму станови, тоа е таа позната населба во поранешната касарна. Сакајќи да го растеретиме тој дел од градот, веќе е завршен проектот за ваква една сообраќајница која треба да го растерети централното градско јадро на некој начин од поголем наплив на возила, на сообраќај. Сообраќајно се решават и некои улици кои што биле димензионирани за некое поранешно време, кога не било толку оптеретено нели со возила, со сообраќај. Така да мислам дека овие се некои круцијални би рекол проекти кои што се надевам, ако не во овој мандат, во некој мој наследник понатаму ќе успее да ги операционализира, бидејќи навистина се обсежни, скапи проекти, меѓутоа неопходни проекти кои што ние со сета увереност дека морат да се направат, тргнавме со првичните припреми, тоа се техничката документација, која е доста обсежна и која што зима понекогаш временски период и од една година и повеќе. Такви се прописите, такви се процедурите, но создаваат една сигурна база за решавање на поубаво, поурбано решавање на нашата општина. Жителите имаат никогаш барања за некакви измени кога станува збор на оваа тема? Да, имаат. Секојдневно имаат некои барања, имаат своји согледувања. Многу од нашите сограѓани имаат предлози како да се решат одредени сообраќајници или некои, би рекол, точки кои што се наметнуваат како проблематични. Секако тоа се индивидуални субјективни видувања на таквите места. Ние и јас се трудам и се заложувам ваквите предлози секогаш да ги сослушаме со внимание, бидејќи луѓето најпрактични секојдневно се судираат со тие проблеми и гледат како би можело да се реши, меѓутоа секако дека примарно значење имаат стручните служби, имаме сообраќајни инженери, секако во соработка и со сообраќајната полиција во нашата општина, ги разгледуваме, се прават проекти и на тој начин се заклучува дека тоа е вистинското можеби решение или најдоброто можно решение во овој момент кој што ги пружа нашата општина. Каква е состојбата со водоводната канализацијоната и атмосферската канализација во општината? Општина Струмица, мислам дека релативно добро ги има решено овие, би рекол, есенцијални проблеми. Барем за урбаната средина зборувам, тоа многу одамна, некои наши претходници и загрижени за иднината на овој град, визионерски го решиле навремено, така да основната база ја имаме прилично сигурно поставено и добро поставено во однос на канализационата мрежа и секако во однос на водоснабдувањето. Струмица е една од општините која што мислам дека нема, урбаниот дел зборувам, која што скоро да нема никакви проблеми со водоснабдувањето, па дури ни во најсушните периоди. Има современа филтер станица која што овозможува доста висок квалитет на водата за пиење и канализационо исто така е добро решен, барем оној основен дел, така да од таа страна нема проблем градската средина. Што се однесува до населените места, една од заложбите мои лични и на екипата и сегашното, да кажеме, раководство во локалната самоуправа е баш тие есенцијални основни проблеми да ги решаваме во нашите населени места и веќе се конкретно зафативме со неколку решавања, пред се мислам на канализационите системи и може би знаете, во завршна фаза се во техничко предавање на канализационите системи во населеното место од Дабиле, кој што почна пред неполна година, населеното место Просениково, населеното место Добријци, уште пред мене имаше такво решение на канализационен систем, меѓутоа во овој период направивме преку 190 приклучувања како финален ефект кој што граѓаните, наши сограѓани требаше да го почувствуват. Приклучување во населеното место Костурино, кој што има исто канализационен систем, Куклиш, Муртино, така да веќе се движиме кон тоа, зедовме едно ветување кое што
може би делува малку преамбициозно, но во која јас верувам, да сите населени места, а ги има 24, од кои некои не се активни, меѓутоа еве 20 на 22 населени места, сите да добијат онаа што за мене и за сите нас значи основни потреби на нашите луѓе, а тоа е канализационен систем и секако водовод и квалитетна вода за пиење. Во однос на водоводните системи, општина Струмица нема населено место кое што нема свој собствен водовод. Тука секако има предизвици кои што не тераат да размислуваме за подобрување на квалитетот и менаџирањето со тие водоводи. Тука имаме некои предизвици кои што предстојат пред нас и јас сум убеден дека во наредниот период ќе ги решиме, што значи современи филтер станици, современи водоводни линии, бидејќи некои од нив се правени во многу поодамнешно време, дел од нив се правени со личен ангажман на местното население, така да тие го чувствуваат како свој, меѓутоа согласно некои законски прописи за кои што пропишуваат повисок стандард на водата за пиење, согласно правилата за здравствена заштита во нашата држава, сепак бараат некои дополнувања или осовременувања кои што мислам дека во наредниот период сериозно ги решаваме. Еве веќе како позитивен пример би спомнал и едно од населените места Габрово, кој што доби современа филтер станица, која што квалитетот на водата ја искачува на доста високо ниво и во функција пуштивме еден водовод кој што со години не беше во употреба, го ревидиравме квалитетот на водоводот, се реконструираше еден дел и го пуштивме на задоволство на нашите сограѓани и такви проекти имаме за неколку населени места за да добијат на вистина современ водовод со филтер станици, со вистинско правилно здравствено третирање на водата, како би можеле и тоа да го понудиме како подигнување на квалитетот на живот во населените места. А кое го сметам за основно, од кое што треба да почнеме за да би можеле да надградуваме некои други содржини во секојдневниот живот на нашите граѓани. Европските стандарди налагаат работа според нормативите и динамиките на големите светски метрополи. А тоа би значило урбана средина со задоволни граѓани, каде што работата, стандардот, комуникацијата и поврзаноста ќе биде на современ и модерен начин. Уредување на зелените површини и изградба на нови детски игралишта, организирање на спортски надпревари за младите, инклузивно образование и култура се дел од насоките на општина Струмица. Имаме веќе конкретни чекори презиваме за проширување на градскиот парк, кој што нашите сограѓани сите ќе се сложат, представува една гордост на нашиот град. Сите имаат убави чувства кон тој парк. Мислам дека е доста добро уреден. Од неодамна го опремивме со современи LED светилки кои што имаат сензори за надвижење, кои што овозможуваат градскиот парк да се користи практично 24 часа. Безбеден е паркот, добро е осветлен, интензитетот на светлината се регулира согласно посетата на нашите граѓани, присутноста, односно, така да кога има присутни наши сограѓани, интензитетот се појачува, кога нема се намалува, така да од тој аспект и како енергетски ефикасни светилки и како една дополнена безбедност на овој парк го даваме да биде во употреба практично што подолг дел од денот и во продолжение отвараме еден нов парк или веќе се подготвени припремите за конституирање на еден нов парк кој што е во продолжение на овој стар. Тоа е една локација која ние ја најавуваме во така познато наречено место кај Атеше Берово, имаше таму порано една институција по неја наречен тој парк, значи за да знаат граѓаните кај се за кој дел од градот станува збор и тој мислам дека напролет ќе биде веќе прилично оформен за да можат и нашите сограѓани да го видат и да уживаат во него. Има ли потреба од нови основни и средни училишта, градинки? Каков е капацитетот? Со основните и средните училишта мислам дека прилично добро стоиме, капацитетите задоволуваат, се релативно во добра форма. Тие се исто така училишта кои што се градени во едно поодамнешно време. Некои од нив го изгубиле сјајот кој што го имале, меѓутоа секојдневно и општина Струмица
на некој начин од својот буџет одвојува известни средства за реновирање, осовременување и создавање на услови за подобри поквалитетна настава во овие училишта и конкретни имаме преземено акции со поставување на одредени меѓукатни конструкции, промена на ентериерот во многу училишта, промена на надворешните прозори и во правец на енергетска ефикасност на зградите и секако на поубав изглед на самите згради, така да конкретни повеќе средства имаме одвоено, опремување на училиштата со популарно наречено парно грејење. Еве, во последно време работиме на проекте на пренасочување на енергенсот од некои фосилни горива кон газ, кон земен газ или кон друг вид на газ, меѓутоа кој се разбира поеколошки и кој што ќе растерети и средината од загадување, така да константно се движат проекти кои што треба да ги подобрат овие училишта. Средните школи се 3 на број, тие имат доволен капацитет, колку што знам. Тука работиме на осознавање на потребите на нашата средина за одредени профили кои што би можеле да ги наметнеме преку Министерството за образование, за да може да се конституираат паралелки кои што ќе одговараат на потребите на нашата општина. Тука е во тој дел можеби една заложба дополнителна на нашата општина. Градинките се еден проблем, би кажал, затоа што редовно наназад повеќе години, повеќе од 10 можеби години, има повеќе дечиња кои што имаат потреба од вакво згрижување, а бројот е редовно барем дупло поголем од капацитетите кои што овие градинки ги нудат. И ми се чини и сигурен сум и верувам дека во овој период или во овој мандат конечно ќе ставиме крај на овој проблем, бидејќи еве предпуштање во употреба се 2 градинки во населените места, за прв пат во населени места градинки, во населеното место Куклиш и населеното место Муртино. Направивме проект за реконструкција на еден од клоновите со проширување на капацитетот градинката во паркот и обезбедивме средства преку Министерството за транспорт и врски за една по-голема градинка или градинка со поголем капацитет од 250 до 310 би требало да има дечиња кои што ќе збринува. Во меѓувреме училиштето Јахја Кемал ни ги врати просториите кои ги бевме дале на употреба за средното училиште, кое еве заради своји причини нема да обстојува веќе во Струмица. И бидејќи тоа беа простории кои што и беа градинка едно време, ние сега презимаме чекори да ги оспособиме пред се и за тој целодневен престој, кој е исто така една голема потреба. И со тоа сигурен сум дека овие се известни проекти, што ви кажувам, посебно и градинката која ја работиме во соработка со Министерството за труд и социјала и која што би требало напролет да почне. Значи нешто што е известно и јас конечно на овој проблем годишен, повеќе годишен, ќе го затвориме на некој начин. Дел од родителите на дечињата со посебни потреби побараа образовни асистенти кои што би им помагале нели во текот на наставата. Ке се реши ли овој проблем за овие дечиња? Јас можем да ви информирам дека општина Струмица, можем со сигурност да кажем, можеби е лидер во решавањето на овие проблеми или зародишот на решавање на овие проблеми. Јас го лоцирам токму во Струмица. Од свој буџет финансира вакви образовни и лични асистенти. Ова беше еден проект кој што се ефектуираше преку помош на UNDP, канцеларијата на UNDP. Оваа година ние секако добивме помош од нив за покривање на 9 такви асистенти до одредена финансиска надокнада на овие асистенти, која ние како општина ја дополнивме до некои средства кои што мислам дека ќе
се по-достојни за овие луѓе кои што работат, значи дополна на тие 9 и дополнителни до 22 асистенти кои општината ги покрива. Баш со таа цврста решеност и уверување дека ваквите асистенти се потребни. Тие се и образовни и лични асистенти. Направивме во тој правец една анкета на родителите каков тип на асистент би требало за нивното дете, секако во соработка и со нивните наставници. Тие анкетни листови ние ги исполнивме, односно нивните барања од анкетните листови ги исполнивме во целост. Меѓутоа, ова сфера на наше делување и наше убедување и верба дека инклузивноста и инклузијата на ваквите дечиња треба да биде поинтензивна, со поголем капацитет, апсолутно неспорно. Струмица спортски град, секогаш сте вложувале во спортот и се враќале оние спортски успеси, од тука потикнува спортската легенда Горан Пандев. Ке продолжите ли во иднина да вложувате во младите во спортот? Секако. Ние, ако можеби знаете, во нашиот општински буџет редовно, секоја година, ги помагаме спортските клубови. Повеќе од 60 спортски клубови и издруженја Општина Струмица ги помага согласно една методологија која што ја дообработивме минатата година, која офаќа ниво или категорија на надпреварување, број на членови, посебно место зазимаат клубовите кои што имаат младински школи, тие имаат дополнителни во таа методологија поени кои што се бодуваат и согласно таа методологија тие средства кои тоа се некаде од прилика околу 14 милиони денари во едниот сегмент и уште дополнителни повеќе милиони во другиот сегмент кои по јавен повик се доделуваат, се пријавуваат сите здруженја и спортски и сите добиваат одредени финансиска помош согласно оваа методологија која што ја кажа. Ова е она што општината го прави за да стимулира. Се разбира дека не е само финансиската помош онаа што е потребно. Спортски терени, има помошно спортско игралиште кое вие можеби го видовте во близина баш на центарот што го спомнавте Пандев, тука е и нашето старо игралиште на Беласица и Тиверија, нели Младост, кое што во последно време неколку пати се реновира и навистина сега е еден од поубавите објекти, би кажал, во Републиката кои спортски објекти. Спортскиот центар Пандев исто видовте, се надевам дека изгледа прилично добро и е веќе во завршна фаза за употреба. Еве, во овој период добивме преку Фудбалската федерација можност да направиме уште едно вакво помошно игралиште со вештачка трева, кое што представува базен терен за тренирање токму на тие младите категории. И тука во овој дел се наоѓа и тој парк кој што го спомнав пред малку, кој што треба да се дополни, да се дооформи тој круг, би кажал, околу градскиот парк и спортските центри. И во овој контекст можам да дополнам дека и неколку детски игралишта во градот се подготват проекти кои што ќе бидат реновирани во следниот период. Мислам дека тоа е засега една активност која што дополнително ќе му даде убавина на нашиот град, се надевам. Струмица е позната и по културата. Се очекува наскоро стариот театар да добие нов лик, меѓутоа познати сте по Струмичкиот карневал, иако има време до тогаш, сепак се подготвувате ли за новото издание? Да, Струмичкиот карневал е еден од брендовите, би кажал, на општина Струмица. Тоа е нешто што нашите сограѓани, верувам, го носат во генот, бидејќи не знам која друга манифестација би можела толку жилаво и долго да обстои, ако навистина не го чувствуваат како некоја традиција. Тоа е нешто што јас би кажал е неуништиво или нешто што тлее и кое што имало и навистина по-лоши моменти или по-лоши години, меѓутоа никогаш не сгаснал. И јас не верувам дека некој може прецизно да каже од кога тој карнавал датира. Од секогаш датирал. Тоа е едно од убавини. Се разбира сега во последните години, последните периоди доби еден малку посовремен, можеби, облик и вид на презентирање, меѓутоа корените се длабоко некаде во нашата историја.
многу ентузијазам, многу љубов, многу ангажман на овие карневалски групи. Секоја година се покреативни и поубави маски прават и мислам дека тоа се подготвуваме секогаш, преку цела година практично траат подготовките. Една од таквите манифестации и не можам да не спомнам дека Општина Струмица помага на еден или друг начин повеќе од 125 манифестации од областта на културата. Градоначалникот Јаневски секојдневно остварува средби со граѓаните си со единствена цел – подобрување на условите и воопшто стандардот на живење во општината.